Почитувани гледачи, го следите централниот дневник на 1 ТВ во 20 часот, еве ги настаните на денот. Македонија нема договор за екстрадиција со Унгарија. Правда вели, има правен основ за екстрадиција на Груевски. За Мицкоски целата ситуација околу Груевски наликува на театар, во кој главната улога ја има премиерот Заев. За СЈО притворот на Јанакиевски и Божиновски е оправдан, за ВМРО ДПМН и се жртви на политички прогон. 1 ТВ дознава, законот за амнестија ќе го подготвува собранието, а не владата. Тевдовски вели, буџетот за 2019 е најдобар досега. ВМРО ДПМН обвинува за расипништво и мегаломанство. Сторија на 1 ТВ, колку лицата со аутизам се вклучени во општествениот живот. Нови протести пред собранието против уставните измени. По подолга пауза пред собранието на Република Македонија вечерва повторно се одржуваат протести против договорот од Преспа и уставните измени. Иницијатор на протестот е Движењето Македонија бойкотира, начело со Тодор Петров, Јанко Бачев и Филип Петровски. Протестот се најавуваше како масовен, а освен Скопјани, најавено е и со организиран превоз да пристигнат и граѓани од другите градови на Македонија. На протестот е колешката Весна Велкова Тодоровска, од таму ја имаме во живо. Весна, каква е ситуацијата пред собранието и кои се пораките што ги испратија присутните? Малку овде пред собранието заврши протестот на граѓанската иницијатива Македонија бойкотирам. Последен во редот на говорници беше Тодор Петров. Тој упати неколку пораки од овде од говорницата пред на собраните граѓани. Рече една од првото барање е оставка на владата, второто барање е распуштање на собранието, третото барање е предвремени парламентарни избори и техничка влада. Тој рече дека веќе поднеле кривични пријави против премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Никола Димитров, но кривични пријави поднеле и против сите оние 80 народни избраници кои гласа за уставните измени. Исто така Петров побара итно запирање на уставните измени овде во собранието, во спротивно со денови ќе бидат блокирани сите сообраќајници, барем така најави. Инаку во редот на говорниците беше и поранешната пратеничка Солза Грчева, која е сега дел од оваа граѓанска иницијатива Македонија бойкотирам. Таа рече дека Македонија имала многу црни денови, но никогаш како овие тешки денови за Македонија. Повика да таа исто така повика да престанат уставните измени, да прекинат, побара да бидат поништени договорите со Грција и со Бугарија. Најави дека ни посегнуваат по нашиот јазик, рече Грчева, посегнуваат по нашата култура, по нашите човекови права. Рече дека само Македонија и македонците немаат право на самоопределување. Имаше и други говорници, да го слушнеме овде Горанчо Костадинов. Бойкотираме насилничко отварање на уставот од страна на 80 ненародни предавници. Ова не е парламент. Ова не е куќа на демократијата. Ова е бордел на срамот пред кој протестираме. Почитувани со граѓани, нашата сила е на мрежите. Нашата сила е во информациите кои ви ги пренесуваме. Сега ни требате и вие да ни се придружите заедно да ја стопираме оваа ненародна и недемократска власт. Избравме прадавници да не владеат, тие што денес тврдат дека не представуваат, не излажаа, ни дадоа лажни ветувања и го погазија секој збор што го дадоа. Злото и корупцијата со нив само се зголеми и мултиплицира. Имаме право на самоодбрана
имаме основно човеково право да си го браниме тоа право и да постоиме. Ова е поголемо од партиската политика. Ова е за да се поврати старата слава. Ова е за да се спаси нашата земја и нашиот народ од тие што не мислат зло. Ова е за да се зачува нашата република. Ова е за да се зачува нашата сигурност и да се поврати нашата сила. Ова е за да ги заштитиме нашите деца. Ова е за спас на Македонија. Да, така говореше Костовски, инаку еден од говорниците и беше актерката Арна Шијак. Таа рече дека нелегитимниот референдум на 30 септември ги обединила сите македонци. Инаку оперскиот пејач Игор Дурловски веднаш на почетокот на протестот ја отпеа химната. Како што пред малку реков, овде пред собранието граѓаните почнаа да се веќе празно овде речи си заминаа сите учесници на протестот. Антонија? Весна, јас ти благодарам за твојот извештај и за информациите кои што ги пренесе од пред собранието на Република Македонија, каде што се одржуваше протестот на Македонија. Бойкотирам, ние продолжуваме понатаму. Во недостаток на официјални информации од македонските, но и од унгарските власти, регионалните и европските медиуми продолжуваат со шпекулации за бегалецот Никола Груевски, поранешниот македонски премиер сега пратеник. Бугарски и унгарски медиуми неофицијално објавија дека можеби Груевски не е повеќе во Унгарија и дека е во Русија или Турција, а други медиуми го споменуваат неофицијално и Азербејџан како можна дестинација. Македонија и Унгарија во март годинава склучиле договор за полициска соработка, но меѓу двете земји не постои договор за екстрадиција, врз основа на кој Македонија може да побара поранешниот премиер да биде испорачан од унгарските власти за издржување на затворската казна. Министерството за правда пак информираше дека постои правен основ Македонија да побара екстрадиција од Унгарија за екс-премиерот во бегство Никола Груевски. Барањето за екстрадиција е во подготовка и се собира потребната документација. Се очекува во скоро време истото да биде испратено до Унгарија. Со став за целата ситуација околу Груевски се огласи и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Тој во однос на последните случувања на политичката сцена вели дека македонската јавност е сведок на еден театар кој што се случува неколку денови. Мицковски додава дека државата започнува да наликува на реално шоу во кој главен актер е председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев. Па македонската јавност е сведок на еден театар кој што се случува веќе неколку дена. Кога не би било трагично, би било смешно. Држава повеќе или помалку почна да наликува на едно реално шоу во кој што главен актер не е председателот на владата на Република Македонија. Невешто обидувајќи се на моменти да глуми комедијанта, на моменти да глуми некоја друга роља во таа театарска представа или тоа реално шоу. Така што навистина апелирам до владата на Република Македонија, до председателот на владата, конечно да се вразуми, да свати дека е председател на владата на Република Македонија и илјадници животи зависат практично од неговото однесување, затоа што сето ова кое што го прави не само што не ја води Македонија во добра насока, туку напротив ја води во комплетно погрешна насока и ќе остави последици кои што мислам и стравувам и загрижен сум дека многу тешко генерациите идни политичари ќе може да ги санираат. Опасност дека Миле Јанакиевски и Кирил Божиновски може да избегаат постои од 2 јули минатата година, допрецизира специјалното обвинителство. Овој факт според СЈ уште лани го констатирал кривичниот суд, кога им ги одзел личните и дипломатски пасоши и им наложил секој петок да се јавуваат во судот. Поблагите мерки на предпазливост кои биле одредени за СЈ само 2 дена откако ги поднесува обвиненијата, биле индикатор дека и тогаш судот имал страв дека тие може да побегнат. Јанакиевски, според белешки на УБК преку посредник, барал председателот Ѓорги Иванов да потпише нова амнестија за сите обвинети од ВМРО ДПМН кои ги гони СЈ. Ваквиот предлог бил одбиен од шефот на државата. Јанакиевски пак ги отфрли ваквите наоди и преку неговите адвокати посочи дека не му треба посредник за да се сретне со Иванов.
Милијана Киевски и Кирил Божиновски се жртви на политичкиот прогон и терор, но и одмазда во контекст на покривањето на грешките на оваа хунта на власт. Со секое ново оправдување на одлуката на Кацарска судот или партиското обвинителство, напишани и испратени од ист центар, се докажува дека политичката, не правосудната одлука за притвор, вели Наум Стоилковски, портпарол на ВМРО ДПМН. Милијана Киевски и Кирил Божиновски се жртви на политичкиот прогон и терор, но и одмазда во контекст на покривањето на грешките на оваа хунта на власт. Со секое ново оправдување на одлуката на Кацарска судот или партиското обвинителство, напишани и испратени од ист центар, се докажува политичката, а не правосудната одлука за притвор. Вчерашното правдање и дообјаснување на специјалното јавно обвинителство покажува колку е политичка и неоснована одлуката за притвор на Јанакиевски и Божиновски. Самите нагласуваат дека мерки за обезбедување на двајцата се изречени уште пред година и пол, но премолчуваат да одговорат дали Јанакиевски и Божиновски во целост ги почитувале изречените мерки. Дали имало еден петок во кој што двајцата не се јавиле на суд. За разлика од аболицираниот Заев, кој велеше дека немал намера да ги почитува судските наредби и одби да се пријавува во судот, Јанакиевски и Божиновски редовно секој петок се јавуваа во судот онака како што беа определени мерките. Треба да видиме повеќе напори и повеќе работа во реформите во правосудството и борбата против корупцијата, вели британската амбасадорка во Македонија Рејчел Галовеј во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Таа исто така вели дека владата и опозицијата треба да го продолжат процесот на уставните измени. Yeah, well, these are all very important areas for reform, and the government's just released its new plan, Plan 18, which focuses on the first two of those. And they're also all areas where we're giving support. So support to the judicial reforms. We've been working with the media in different programs and different areas. And we'd like to see more progress in these areas over the coming months. Дали верувате дека неопходните реформи ќе бидат завршени до средината на 2019 година, кога треба да почнат пристапните преговори со Европската Унија? I think we've seen the plan, it's been announced. We've seen the areas where reforms have already started, and I think what we need to see now is more effort and more work in each of those areas, and we stand ready to continue the cooperation that we have with the government and the administration in these areas. Еден ТВ дознава дека собраниското тело за помирување, а не владата, ќе го подготвува законот за амнестија. За мнозинството законот кој до собранието го поднесе ВМРО ДПМН е неприфатлив, бидејќи со него се бара амнестија на сите вклучени во крвавиот четврток. Не владата, туку собраниското тело за помирување ќе го подготви новиот закон за амнестија за инцидентите од 27 април. За парламентарното мнозинство законот за амнестија на ВМРО ДПМН кој неодамна го поднесе во собранието е неприфатлив, бидејќи таму се бара амнестија за сите кои учествувале во крвавиот четврток. Премиерот Зоран Заев во интервју за 360 степени рече дека може да прифати амнестија, но не за директните учесници во насилствата минатата година. Јас знам дека не сум подготвен за учесниците во насилството да разговарам ништо. Заради тоа што моја грижа е низ политичките процеси да не оставам можност да се повтори нешто што се случило. Апсолутно. Но во делот на политичкото помирување и те како сум подготвен да преземам чекори со целата моја политичка одговорност за да ја помирам државата. Јас верувам лично во тоа и ќе направам чекори со целата политичка одговорност за да ја помирам државата, а при тоа да не ги дерогирам очекувањата на владењето на правото, на потврда, ова што викате дека мора да се понесе одговорност за тоа и слично. Но јас сум должен да обезбедам Македонија, да биде членка на НАТО, да биде членка на Европската Унија и верувам во тоа. Заради тоа воспротивно се плашам што ќе се случи во Македонија. И имам право да ги отворам ваквите процеси, на крајот институциите на системот ќе донесат одлука што е потребно, што е возможно, што е дозволиво и слично. Од ВМРО ДПМН велат дека не отстапуваат од законот кој веќе го поднеле во парламентот. Додаваат дека нема да прифатат закон за амнестија со кој ќе има селективна правда за настаните од 27 април.
И тоа што Зоран Заев сега го кажува не е поразлично од тоа што прво го рече, па потоа се правдаше дека не спомнал амнестија, а сето во функција на изгласување на антидржавните политики. Ставот на ВМРО ДПМН е јасен. Во една демократска држава, каква што Република Македонија не е со доаѓањето на власт на СДСМ и Зоран Заев, не смее да има селективна правда. ВМРО ДПМН даде свој предлог закон, со кој се опфатени сите учесници од 27 април, кој што беше одбиен од Заев, кој што креираше собраниско тело за неговите потреби. Секако, ВМРО ДПМН останува на тоа, дека доколку тоа тело донесе одлука, која што би значила селективна правда, таа нема да биде поддржана од ВМРО ДПМН. Во законот на ВМРО ДПМН се бара ослободување од кривично гонење, запирање на кривичните постапки и целосно ослободување од издржување на казната затвор на лицата осомничени и обвинети во судските постапки кои се водат пред судовите за инцидентите од 27 април. Министерот за финансии Драган Тевдовски денеска на пресконференција во Министерството за финансии појасни дека средствата во предлог буџетот предвидени за набавка на мебел не се однесуваат на мебел во кабинетите на министрите, туку за опремување на училишта, студентски домови, факултети, полициски станици, гранични премини, прифатни центри и слично. Коментирајќи ги пишувањата во медиумите, Тевдовски истакна дека и во ставката наменета за возила не се планирани средства за комфор на функционерите, туку за набавка на возила во здравството, судството и инспекцијските служби, за да може тие да ги извршуваат своите редовни обврски. Не станува збор за комфорт или возила за функционери, туку главно станува збор за набавка на возила во здравството, значи практично возила за брза помош, нешто што треба и слично, исто така во судството во различни судови побара возила, исто така инспекторатите, тоа беше вчера кажано, за да можат да ги обавуваат своите функции. Второ нешто, ако гледате, е МВР, значи многу поситна сума, 22 милиони денари, се работи за опремување на полициски станици, гранични премини, прифатни центри. Буџетот кој криминогената власт го предлага за 2019 година е мегаломански, расипнички и дополнително ќе ги осиромаши граѓаните на Република Македонија, обвинува Димче Арсовски, портпарол на ВМРО ДПМН. Ова што го прават Заев и Тевдовски е загрижувачко. За својот картел на власт си го испланирале најголемиот во историјата на Република Македонија. 3,7 милиарди евра изнесува мегаломанскиот буџет на Тевдовски и Заев за 2019 или за над 300 милиони евра поголем од буџетот од 2018 година, кој исто така го правеа Тевдовски и Заев и целата неспособна власт на СДСМ, вели Димче Арсовски од ВМРО ДПМН. Буџетот за 2019 година на СДСМ е поголем за цели 700 милиони евра од последниот буџет кој го креираше ВМРО ДПМН во 2016 година. Почитувани, ова сега е чист грабеж. Ќе собираат повеќе пари од граѓаните и фирмите преку даноци и казни, а ќе ги трошат за сопствено луксузирање, наместени тендери и криминални субвенции и иновации. Ова само го покажува лицемерието и неспособноста на оваа влада на СДСМ во однос на граѓаните и нашата држава. Повеќе од 2 децении Македонија талка со поимот инклузија. Се копираат одредени инклузивни модели од странство, но конкретен закон за инклузија нема. Не постојат статистички податоци колку деца со аутистичен спектар на однесување се исклучени од образовниот процес, следува сторија на колешката Ива Трајковска. Како да се зголеми свеста за децата со аутизам? Лицата со аутизам не се повеќе непозната тематика во македонската современост. Луѓето со попреченост се повеќе се вклучени во јавните објекти на државата, но државата непрестојно прави нови инклузивни реформи во образовниот и социјалниот систем.
Во 103 основни училишта во Македонија, 93 деца со аутизам следат редовна настава, но и покрај оваа голема структура, само 39% од основните училишта имаат ангажирано стручен кадар, а 28% воопшто немаат. Па така родителите мораат сами да ги покриваат трошоците за дефектолозите да работат со нивните деца. Затоа денеска да ја подигнеме целта и да ја подигнеме свеста за децата со аутизам и попреченост, ви представуваме Ирена Лозана и нејзината инспиративна приказна. Здруженијето Autizam.mk допринело и до појавата на проектот Инклузија Плюс, но секогаш постои простор за нови иновативни идеи. Инклузија Плюс проектот е во суштина еден резултат на акција, значи на неколку луѓе кои што видовме дека во системот во Македонија барем има одредена дупка каде што државата не може да покрие, нели, доволно да се информираат луѓето, типичните луѓе, посебно за тоа каква е состојбата, како да се однесуваат со нетипичните, значи луѓето со нетипичен развој, што би ги рекле лица со посебни потреби. И така решивме да потегнеме, нели, една иницијатива каде што ќе почнеме да работиме со јавните објекти, со многу малце активности и модификација на самиот објект, ќе може, значи, и самите вработени да бидат поинформирани како да се однесуваат со тие семејства и со тие лица. И овие деца можат да ги надминат границите, но тоа што значи способност и да изненадат. Кога ќе се спои духовното со физичкото, неприметни се разликите. Почнав јас дома со него да вежбам и откако отидов во студиото во кое што сега сум, ми дадоа можност да го почнеме часовите и веќе одреден период, значи го имаме часот јога за деца со посебни потреби. И не само во јогата, овие деца дружбата ја продолжуваат и на роденденските забави. Детскиот културен центар каде што го државме првиот настан необична роденденска забава, тоа беше пред неколку недели. Дојдоа многу луѓе, имаше многу дечиња, значи главните гости беа дечињата со нетипичен развој, нивните семејства, имаше и типични дечиња секако. Сите тие деца, за кои што можеби дел од типичните луѓе мислат дека кој знае како се однесуваат или дека е тешко да се комуницира, да видат дека и тие само сакаат да дојдат да се забавуваат. Со овие забави недостигот на социјализација полека се надминува. На заедничкиот пат кој што го започна Ирена, секојдневно се приклучуваат и останатите кои што и не биле поврзани со ваквите слични случаеви. Според неа, личностите со аутизам чувствуваат љубов, среќа, тага, како и другите луѓе. Само затоа што не ги покажуваат своите чувства, не значи дека ги немаат. Од круцијално значење овој мит да биде уништен. Митот е резултат на незнаење, така што е од големо значење да се едуцираат луѓето кои што веруваат во овој мит на корисен и на информативен начин. Не сите луѓе со аутизам имаат дарба за бројките или за музиката, но е докажано дека имаат висок коефициент на интелигенција и уникатен талент. Целта ни е да се подигне свеста и да се направи овој заеднички свет поубав. Грчката полиција се судри со групи маскирани лица во Атина по завршувањето на протестниот марш за одбележување на 45 годишнината од бунтот против воената хунта, пренесуваат грчките медиуми. Следуваат вестите од регионот и светот. Сериозни инциденти се случија досна синоќа по завршувањето на протестниот марш во Атина за одбележувањето на 45 годишнината од бунтот против воената хунта. Масовниот протест од Политехничкиот факултет, кој е символ на студентскиот бунт во 1973 година, до амбасадата на САД во Атина заврши мирно, но потоа следе инциденти во атинската населба Ексархија, што важи за собиралиште на анархистите, но и населба каде што се наоѓа Политехничкиот факултет. Група маскирани лица ја нападнаа полицијата со молотови коктели, дрва, камења, а палеа и канти за отпадоци. Специјалните полициски сили одговорија со солзавец, шок бомби и топови со вода. Во инцидентите што траја речиси 4 часа, предизвикана е материјална штета. Полицијата уапси 19 лица, а неофицијално повредени се 2 полицајци, додека пак групата маскирани лица го запали грчкото знаме. Нападите кон полицијата со молотови коктели и пиротехнички материјали имаше и од објектот на Политехничкиот факултет, во кој се наоѓаше поголемата група млади лица. Полицијата фрлаше солзавец и шок бомби, но одговори со топови вода
од специјалното возило на грчката полиција. Бројот на луѓе кои исчезнаа во пожарот во Калифорнија се искачи на 1276, додека властите утврдија каде се наоѓаат стотина лица кои ги напуштиле нивните домови, кога огнената стихија го зафати северниот град Парадајс. Форензичките тимови кои ги пребаруваат изгорените рушевини ги пронашле смртните останки на уште 5 лица, со што бројот на загинати лица се зголеми на 76, соопштуваат локалните власти. Пожарникарите се обидуваат да совладаат смртоносната огнена стихија, но силниот ветар им ја отежнува работата. Претседател Доналд Трамп го посети Парадајс и вети целосна поддршка од страна на федералната влада. Најмалку 18 сириски војници загинаа во напад на екстремисти во сириската провинција Латакија, наведе директорот на Рускиот центар за помирување на страните во судирите Владимир Савченко. Во изминатите 24 часа, екстремистите ги гранатираа пред градијата Алепо и Хама, како и локалитетот Телалуш и населбата Савсара во Латакија, наведе тој. Додаде дека во нападите загинале 18 војници, како и дека 2 се повредени. Циклонот Гаджа, што го погоди југоисточниот дел на Индија, однесе најмалку 33 жртви, соопштија локалните власти. Војската на Индија испратила 2 бродови и хеликоптер во спасувачка операција, а во погодениот регион однесени се храна, вода за пиење и лекови за околу 82.000 лица кои се сместени во повеќе од 400 кампови. Најголем број од жртвите загинале при поплави, рушење на куќи и струјни удари. Циклонот соборил околу 30.000 електрични столбови и над 100.000 стебла. Една жена загина, а најмалку 227 луѓе се повредени, од кои 6 се во тешка состојба, на синокешните протести во Франција, организирани против високите цени на горивата, соопшти Француското министерство за внатрешни работи. Посочи дека на протестите учествувале 280.000 лица. Приведени се 117. Некои од демонстрантите се обиделе да стигнат до резиденцијата на францускиот претседател Емануел Макрон, но полицијата интервенирала, употребувајќи солзавец. Во текот на денов територијата на Македонија потпадна под најавениот медитерански циклон Оливија и истиот условува врнежи од снег на повеќе места каде е формирана и потенка снежна покривка на пониските места, и тоа во Битола, Прилеп, Македонски Брод и Кичево. На повисоките места и на планините снежната покривка веќе локално изнесува дури и до 30 сантиметри. До крајот на денов ќе има поинтензивни врнежи во западните и во југозападните предели, ќе бидат од дожд и снег. Локално има услови за влажен снег на повисоките места и на планините. Ќе паѓа само снег, каде ќе дојде до понатамошно позначително зголемување на веќе постоечката снежна покривка. Во југоисточните предели ќе има врнежи само од дожд. Температурите и понатаму ќе бидат под просекот за овој дел од годината, што значи ќе биде невообичаено студено за овој период. Ова беше последната информација во Централниот дневник. Следното информативно издание за 2 часа. До тогаш информирајте се на 1tv.mk. Пријатно!